Денес сме присутни на германските гробишта во Прилеп по повод денот на народната жалост и денот на примирието од Првата светска војна, на кој што го одбележуваме поменот за сите починати, но и ранети и исчезнати лица. Се сеќаваме и им оддаваме почит и на сите раселени лица, на сите жртви на насилство од сите војни, од сите народи. На денешен ден се подсетуваме и ги споменуваме загинатите, но исто да се подсетиме и дека тие времиња се зад нас и да посочиме дека денес треба да го одржуваме мирот кој што постои помеѓу нациите кои порано биле завојувани или спротивставени страни. За жал, не сите народи и нации можат да го уживаат мирот кој го уживавме ние. Се уште во светот, на повеќе континенти и во повеќе држави, секојдневно луѓето се соочуваат со насилства од различен тип. Се уште има вооружени конфликти, дури и ограничување на слободата. Голем е бројот на луѓе кои умираат, некои живеат страдајќи, а некои па се раселуваат по сите места на живење. Почитувани, историскиот процес и сите негови случувања представуваат уникатен и светски пример како војните треба да станат заборав. А ние сите заедно да се бориме за слобода и еднаквост и да бидеме горди на мирниот соживот и одржувањето на мирот во светот. Обидите од граѓанското општество да ја сопрат германската уништувачка машинерија, како тие на групата за отпор Бела Роза, веќе беа задушени. Никогаш не треба да ги заборавиме. Многумнина ја платија својата храброст со животот. Ова година Софи Шолц, лидерот на Бела Роза, ќе го имаше 100-тиот роден ден. Имаше 21 година кога беше погубена. Тоа што се случило не можеме да го вратиме назад. Ниту пак можеме да го игнорираме, релативизираме или реинтерпретираме. Единствениот пат што ни останува е да се заложиме за тоа војната и диктатурата никогаш повторно да не може да се повторат. Мораме со сета сила внатрешно да се ангажираме за демократија и толеранција, а надворешно за разбирање и помирување.